Гордана Дубњак, постојан гостин во Правда, неправда, секој четврток во утрински брифинг. Гордана, ќе преживееме ли со правдава, со неправдава? Неправдата ќе не надживее нас, така доаѓа. Денеска се договоривме малку да ги продискутираме. Се дигна возбуда околу Уставниот суд, додуше таа трае со месеци, пак не со години. Трае со месеци, температурата уште повеќе зголеми председателката на Уставниот суд. Ама се покажа како делотворно тоа, се чини дека се размрдаа малку. Да, веднаш после средбата на председателката на Уставен суд со државниот врв, веќе наредниот ден беше закажана седница на комисијата за избор и именување. Тоа е денеска. И да видиме членовите на комисијата што ќе изберат. Наменито се 9 предлози, од кои што тројца се предлози на власта, на партиите од парламентарното мнозинство, а останатите 5 од опозицијата. Не те прашувам поименично, има ли идеални предлози на листата? Па не знам, јас сум малку носталгична и малку подолго паметам. Некои други уставни судови каде што и состави, каде што имаше членови, кои беше задоволство во тоа време и јас како почетник нели во новинарството да ги слушам нивните образложенија, нивната правна логика. Па те биде речено, сега ми кажа пред да седнеш дека денеска е комеморација за Ѓорѓе професорот направен факултет. Сега не знам колку е упатно да се каже, меѓутоа мислам дека е упатно. Зборуваме за калибар, за тоа. Кога зборуваме за истакнати правници, јас секогаш сум го имала во вид професорот. Тој не е по уставно право, се разбира, не е по уставно, по кривично, меѓутоа еден ерудит, еден луциден човек со неверојатна правна логика, од која што генерации правници учеа и се уште се сеќаваат и на неговите анегдоти, но и она што го научиле од кривичното право. Инаку во Уставниот суд да не бидеме во заблуда дека само професори по уставно право треба да бидат членови. Напротив, низ годиниве најмалку имаше професори по уставно право. Истакнати правници, нели? Истакнати правници. Тоа е една многу растеглива дефиниција која што се користи при изборот и на други институции како Судски совет, Совет на јавни обвинители, каде што се провлекуваат стручни соработници, државни советници, под тој преес на истакнати правници, токму заради тоа што нема јасна дефиниција што е тој истакнат правник. Добро, дали е сепак политичкиот резон главен во изборот? Да не се лажеме. Да. Добро, уставните судови во принцип во цел свет или таму кај што ги нема се врховни судови. Се чувари на законитоста, на уставноста. Но секогаш е и прашање на политика, бидејќи во принцип тие одредуваат полибералната или поконзервативната правна логика која што ќе се има долги мандати, загарантирани 9 години, заштитени негдека се и доживотни членови, има земји и така натаму. Кај нас е 9 години и тоа е најдолг мандат. Според тоа може би и нормално што има политичка една трка за тоа што ќе се. Да, меѓутоа праксата покажа низ годините дека може би крајно време е да се промени начинот на кој што се избираат уставните судии кои што кај нас во нашиот модел се со предлагање, со именување. Може би зошто да не да има и конкурси за уставни судии, па тие да се представат пред пратениците и пред јавноста, пред еден јавен хиеринг, да ги чујат. Затоа што дел од имињата на јавноста и се непознати, еден дел на една потесна стручна фела, а некои тотално им се непознати. Така што кога ќе ги видите имињата, ретко кого на прва ќе го препознаете. Добро, во овие 9 има неколку што на прва ги препознаваме и ги знаеме и правните резони од децидиите. Државниот јавен обвинител е еден од кандидатите од страната нели на власта, потоа
државен советник Зашто Тања има Васич. потреба власта да го предлага државниот јавен обвинител за што му отплаќа нешто за добро завршена работа, што е, бидејќи политиката е резонот. Што има Јовевски да го предлага да биде уставен суд? Во принцип, нели се мисли дека уставен суд треба да биде концентриран умот. Како и во Манил, каде што се академиците, умот. Меѓутоа, ние имавме во праксата неколку случаи кога од пензија луѓе беа избрани, така ќе биде и случајот и со доколку се избере и државниот јавен обвинител, бидејќи тој исполнува услови за пензионирање. И замислите ве... Па таму е, например, и Саво Климовски, кој што не знам колку години тој веќе во пензија, одамна, да, професорката Родна Живкова. И Родна Живкова, и таа изјавена и Родна во пензија или се уште можеби активна? Добро. Е активна и имаме во листата на опозицијата еден активен судија, тоа е Весна Јовановска, господјата Весна Јовановска, која патем беше пратеник од редовите на ВМРО, што значи има политичка боја. И двајца, еден поранешен значи председател на Гостиварски суд, господинот Бранко Секоловски, кој што е во пензија, и актуелен обвинител исто така, значи од страната на опозицијата, тоа е господинот Тодор Витларов, кој што е нели прв човек на висшето обвинителство во Штип. Тоа се луѓе со кои што јас ги познавам и со кои што сум соработувала и можам да кажам пофални зборови. Меѓутоа, каков ќе биде изборот, сепак тоа зависи од парламентарното мнозинство. Денеска треба комисијата да ја утврди листата и потоа листата да оди на изгласување пред парламентот на парламентарна сесија. Интересно е тука што не треба двотретинско мнозинство, туку со просто мнозинство. Така што се ќе зависи од распоредот на силите и дали ќе се соберат доволно пратеници, нели парламентарното мнозинство има 64, дали ќе гласаат сите. Што се да кажем, што е задачата што стои пред овој сегашен состав со дополнет со овие судии кои што недостасуваат? Многу големи задачи. Тоа сакам да кажем. Кои се предизвиците кои што ќе определат правото и размислувањето за правото на Македонија на подобро? На претходниот состав еден од најголемите предизвици беше законот за СЈО, кој што никогаш не дојде на дневен ред и на некој начин се чуваше во фиока и потоа и стана безпредметен со укинувањето на СЈО. Сега Преспанскиот договор, значи една многу крупна работа, има тука и еден цел сет на закони кои што со право не се ставаат на дневен ред од страна на председателката. Јас имам целосно разбирање, бидејќи и тие треба да се донесат со 5 гласа. Значи најмалку 5 од 9, а тоа е максимумот, да. И предпоставувам дека логиката е дека тоа треба да биде донесено и изгласано со поголемо мнозинство, на некој начин да се верифицира таа одлука. Инако во минатото имавме случаи кога Уставниот суд токму заради некои своји за власта тогашна, тука не правам разлика и едната и втората власт, беа непопуларни, па имаше протести пред Уставен суд, да ве потсетам предходно, нели и еден жежок костен на времето, законот за знамиња. Меѓутоа јас паметам дебати каде што имало значи јавни расправи со многу поканети гости, професори, па се вкрстувале нели аргументите. ОКТА беше во еден период значи ставен на дневен ред. Така што Уставен суд има многу предизвици. Законот за употреба на јазиците исто така е на дневен ред. Значи во тој дел левица е многу активна во продуцирање нели на иницијативи пред Уставен суд и за жал мене ми недостига, морам да го споменам во оваа прилика еден симпатичен лик од Уставен суд, тоа е покојниот Стамен Филипов,
популарниот правиш иницијативи, поднесоци, не знам колку годишно. Многу. Да, но секој се трудеше да имаат издржана правна логика. Да бидат издржани, да. Гордана, ти благодарам. Морам да кажам дека еве и во расправата за Уставниот суд, да, малку се покренаа темите и така натаму, но не чувствувам дека постои некаква општо расположение помеѓу политичките фактори во суштина нешто да се смени. Да. Во суштина да се подигне некаков, на крајот пак ќе биде некаква матна политичка игра, јас на тебе, ти на мене, овој кандидат, оној кандидат, дел од овие кандидати се јасно политички обоени. Добро, може тоа во ред, ете, говориме. Сашо, дури и тоа не е најстрашно, нели? Сме слушале, сме имале контакти со суди од странство. Јас сеќавам дека во неколку наврати правев интервјуа со федерални суди од Америка, каде што во едниот случај беше предложен од конзервативците, во другиот случај од демократите. Меѓутоа, она што кај нив го слушна во разговор со нив, не можам да го насетам кај нас. Кај нас никако експертите да не се навредат, меѓутоа многу се поверни на партиите отколку на граѓаните и на правото. И таму ви велат кога разговарате, да, мене ме избраа конзервативците, републиканците, нели? Меѓутоа во оној момент кога ме избраа, јас сум одговорен пред граѓаните и нив им е битно тоа. Има едно друго ниво, Гордана, ако ми дозволиш, еве во текст од 9 кандидати, јас не можам нигдека да прочитам една правна анализа на експерти, тоа не мора и да бидат новинари, но буквално експерти кои ќе кажат, видите, правната мисла на Саво Климовски е оваја. Да. Правната мисла на Јовевски е оваја. И ако биде избран во комбинација, судот ќе отиде во правна смисла, во оваа филозофско вредностна, бидејќи тоа не се само правна, тоа отвара политички и така натаму. Ти отвараш тоа не го прави. Никој се знае обилна партија, овој му синот тој овој, оној сестрата. Да не се лажеме. Тоа ќе не врати на некој прав почеток, за тоа имаат ли идеологија нашите партии? Сакам да кажам имено, значи кога ги образлагаат овие работи. Јас сакам да чуем кој е неговиот став, како што е тоа во Америка за абортусот. Така. Да видиме. Што вие мислите, бидејќи има 3-4 става, не знам, Преспански договор. Пред да ви избереме, кажете ни вие што мислите за Преспанскиот договор? Затоа што треба да знае јавноста во која насока се движи врвното правно тело кое треба да ни пресече судбината на сите. За жал во многу институции во игра е математиката, надгласувањето, лобирањето, а сето тоа на штета, нели, на правото, а токму Уставен суд е местото каде што треба, нели, пак рековме, да се чува законитоста и уставноста на сите граѓани. Корените на злото ќе ги разговараме со Апостол Симовски, кој веќе ми е во студиото, кој што вчера излегува неговиот завод за статистика после пописот со овие податоци за тоа, за образованието, меѓу другото во Македонија. Па, бидејќи сме, Гордана, ние веројатно сме во светот на прво место по број на правни факултети релативно споредено со население. Во еден период се зборуваше 27. Па, мислам дека се 23, ако не се лажам последни пат кога ги броев, а сме исто така, можеби, светски рекордери по неписмено население. Добра, не светски има. Да, јас имам прилика со еден професор деновиве да разговарам во сосема приватна една прилика, кој што е предавач на Академијата за обука на суди и обвинители и беше фрапиран од правното непознавање на дел од кандидатите. Кој што Гордана, исто така беше и директорката на Академијата, нели, поранешната уставна судика овде кај мене на студиото, госпоđата Наташа Габер се разбира. Наташа Габер беше тука и со неа, со сите разговараме. Од министерот за правда до некои ме сретна неколку истакнати, си земам за слобода уште 2-3 минути, истакнати правници кои она идеја која јас се обидувам и во разговори да пробив. Сега прв пат се гласаат обвинителите на општо гласање меѓу обвинителите. Треба видиме каков резултат. Тоа е резултат на измените. Така, треба да видиме каков резултат тоа ќе даде. Бидејќи навистина нешто треба да се менува. Јас се залагам за тоа да целиот правен сектор,
некој вика, види, одличната идејата се не смета адвокатите да учествуваат во избор на суди. Добро, нека е така, затоа што сега тоа се страни во спор. Тоа е дискутабилно, зашто да не може? Затоа што има се стани во спор каде што може да дојде до судирање интереси, пазарење и така. Има институти земање. Меѓутоа гледаме што се случува кога само партиите не учествуваат со 120 пратеници. Не учествуваат секаде само. Многу често низ овие 30 години ги менуваме моделите и на избор, и на суди, и на обвинители, но она што нам не недостига, пак ќе речеме, политичка култура. И институциите или властите, секој да биде свесен за својата позиција и својата одговорност. Јас сама пред себе сум веќе здодевнала, тука најмалку 3 пати, кај тебе го имам спомнато. Судиите мора да се чувствуваат дека се трета власт, независна власт. А кај дел од нив се уште, значи, не преовладува тоа чувство, и мислат дека се должни на една или друга партија која што ги избрала, што е погубно, нели, за правниот поредок. Горјана Дујанова, благодарам.